Рече се 3 месеци откако ја прекина кампањата за председател. Поранешната амбасадорка на Обединетите нации Ники Хејли објави дека во ноември ќе гласа за поранешниот председател Доналд Трамп. Бајден беше катастрофа, затоа ќе гласам за Трамп. Но незините подржувачи не мора да ги следат незините чекори. Анкетата на коледжот Емерсон од март годинава покажа дека веројатноста гласачите на Хејли да гласаат за председателот Џо Бајден наместо Трамп е двојно поголема. Други анкети покажуваат дека најмалку половина од гласачите на Хејли нема да гласаат за Трамп. Бев разочарана кога слушнав дека Ники не доби доволно гласови да остане во трката. Трамп не ми се допаѓа. Многу сум загрижена за Републиканската партија. Навистина не би имало стварлива опција на изборите за Трамп или Бајден. Не сакам да видам ниту еден од нив во Белата куќа следната година. Не сум задоволна од ниту една од опциите. Претходно го поддржував Трамп и веројатно повторно ќе го поддржам. Хејли вели дека Трамп треба да ги убедува незините гласачи. Би било паметно Трамп да им се обрати на милионите луѓе кои гласаа за мене и ме поддржуваат, да не предпоставуваме дека тие ќе му ја дадат поддршката. Поддржувачите на Хејли може да влијаат на исходот на овие председателски избори. За време на првичните избори во Пенсилванија, Хејли доби 1/4 од гласовите на републиканците во побогатите предградија, иако таа се откажа од кандидатура. Анализата на председателските избори во 2020 година покажува дека добиените гласови во предградијата беше во полза на Бајден. Хејли доби голема поддршка во голем број на сојузни држави, кои би биле одлучувачки како Аризона, Џорџија, Мичиген, Северна Каролина, Невада и Висконсин. Видовте многу богати, добро образовани републикански гласачи кои се стремат кон Ники Хејли. Мислам дека некои од нив се независни. Забележав дека некои од нив поинаку гласаат на општите избори. Кампањата на Бајдена активно ги преплавува поддржувачите на Хејли со вакви реклами, кои покажуваат дека Трамп ја критикува Хејли, која тој ја назначи за амбасадорка на Обединетите нации. Тоа е дел од пошироката стратегија на Бајден за привлекување републикански гласачи. Трамп има проблем со освојување на гласовите кои ги доби Хејли. Не знам дали ги нарекувате републикански гласови, но тој треба да добие големо мнозинство од гласовите на Хејли. Јавно, кампањата на Трамп не ги привлекува гласачите кои избраа Хејли на прелиминарните избори на Републиканската партија. Иако во тесна изборна трка, тие поддржувачи може да направат разлика на денот на изборите.